на портата, платили? Зашо да плати? Што си паркиран тој, што си улегнал, што си користил, платили? Па нема ни да плати. Зашо ова е национално богатство. Стварно? Да. Кој си па ти да кажеш? Даваш и ти фискална? Да ти дам фискално на тебе? Дај ми фискална, одмah ќе ги наплати. 8-7 сато не можеш да дам. Не даваш ни ти такој. Јас се разбрав со тебе, пријавите, ама ќе бидеш разрешена. Ти еве улага. Еве, снимам, ти улага. Ајде, се мамо. Не предизвикувај! Не предизвикувај! Што предизвикувам? Не предизвикувај! Кажи ми што ќе биде ако легне. Абе, не можеш да улегнеш. Не можеш. А од каде се наплаките? Ја ќе ги средам, ево, за мене нема печалка, ама испод 20 евра не може. А не, а од каде се наплаки за да се стикаме овек? Што се случува сега таму и какви се тие нелегални или незаконски работи што се случуваат на Куклица? Па моментално и по претходните неколку години непозната жена, позната по нас локалците, поставена таму првично да води ред за куклите, а таа нелегално си наплаќа карти. Во зависност од кој од каде, дали си од Кратово, ќе ти спушти некои цени, али ако начека некои странци со други таблици, Скопје, битно други градови во Македонија, одма наплаќа паркинг за автомобил, други карти, и ако некој побара фискална сметка или слично, да биде доказ да ги оправда парите што ќе ги дадат граѓаните, таа дрско полудува, потне да биде дрска, напаѓа со камења, со предмети, се заканува со пуштање на кучиња и слично, и така голем дел од фамилиите вчера беа вратени, бидејќи таа за приватна група го има затворено. И јас најдов со колега од Скопје да влеземе, прашавме што е, ник прво не лажеше дека има некакво снимање и не виде дека не се заминуваме, и потоа не лажеше дека ќе има некоја свадба или нешто слично. На крајот викаше технички проблем со некоја цевка и слично. Јас не се откажав, чекав на влезот и најдов алтернативен пат. Влезов унатре и видов две косовски коли, државјани, пристапив кон нив и ги прашав учтиво дали се свесни за сето ова што се дешава. Ги прашав дали прв пат доаѓаат, тие ми одговорија дека доаѓаат втор пат, и прашав дали им наплатено, како е со наплатата. И кажа дека е втор пат, претходен пат кажа дека им платили 20 евра по лице, плюс паркинг, а сега дека втор пат доаѓале, ни наплатила по 10 евра по лице. И кажа дека не се свесни. Не се плаќа ништо, така? Не се плаќа ништо, и општината исто така излезе со објава дека е јавен објектот, дека нема дека она го узурпира, нема право да наплаќа. Добро. И да би било легално, таа би имала карти во согласно со законите да ги оправда, да ми даде карта за да ја дадам пари. Не е известена полицијата, локалната самоуправа, некој да реагира за ова? Полицијата е известена, кога некој ќе пријави, полицијата ќе дојде и никакво действие, нема да има никакво действие. Едноставно, граѓаните што ќе пријават, ќе изгубат час, чекајќи ја полицијата, ќе направат еден обичен записник и тоа ќе се потвори. На крај не гледам никакви Во тој реакции локалитет или колку луѓе доаѓаат на дневна основа? Дневно колку луѓе? па на дневна основа за викенд и можам да кажам дека 500 до 600 луѓе, можда и повеќе. И наплаќа од сите наплаќа? Од сите, и тоа ако виде некои туристи странски или со некои водичи што не се од Кратово, веќе тие од Кратово ја знаат неа и знаат условите и укажат и пристапно, и тие имаат проблеми, некогаш не ќе да земе, а странски шофер што имам прајано муабет, вика 50 евра ми зема за паркинг, 50 имав Колку туристи. време се случува ова? Па во задните 2-3 години